Ви благодарам, подпредседателе, почитувани колеги и пратеници, почитуван министер, почитувана македонска јавност. Веќе неколку дена во собрание се води дебата околу овие закони кои се врзани за изградбата на овие коридори 10 и 8. Се дискутираше за законот за урбанистичко планирање, законот за работни односи. Еве денеска ние дискутираме и за законот за експроприација. Сакам да потенцирам дека овие закони се предлага да се донесат по скратена постапка, а како резултат на договор со американско-турскиот конзорциум Бехтел Енка, кој ќе ги гради автопатите од коридорите 8 и 10Д, без тендер, со непосредна спогодба и без јавен повик. Високиот ризик што го носи овој проект, за кој веќе има соодветни реакции од релевантни институции во земјата и странство, на кои владата не се осврнува, односно сите тие реакции не може да стигнат до владата, собранието сметам дека е место да ги согледа и да не дозволи нови задолжување на граѓаните, да не дозволи со нетранспарентно да се прават вакви договори, да не се води ваква постапка во 4 очи, да не дозволи расправа без која не е доставен на увид тендерот како што е во овој случај. Исто така да кажам дека и треба да се настојува во иднина секој пат вакви тендери кои се од тендерско значење, да речем изградбата на проективе, да бидат со јавен повик. Исто така голем пропуск според мене, голем недостаток во оваа постапка на подпишувањето на овој договор е немањето на изготвена техничка документација. Според мене ова е најголемиот, така да речам, греф во градежништвото. Немаме ли проект, не знаеме што да работиме. Односно, со немањето на проектот не може да се утврди цената на инвестицијата. Таа 1 милијарда и 300 милиона евра чисто можда е согледана, меѓутоа ве убедувам, сигурен сум дека ова инвестиција ќе биде можда и со дупли износ. Канцеларијата на Европската Унија во Скопје со право укажа на потребата од транспарентност и јавност на проектот со нагласок да се почитува спогодбата за асоциација и стабилизација од 2001 без тајни преговори и постапки. Злоупотреба на европското знаменце за донесување на закони по скратена постапка во случај кога и Европската заедница реагира на нетранспарентен процес. Кога сум кај ова носењето на законите со европско знаменце, сакам да укажам дека ние со тоа не правиме усогласување со законодавството во Европа, но спротивно правиме, а тоа е деусогласување. Процесот во јавноста е оценет како ретрограден, штетен, нетранспарентен, противуставен. Реагира многу партии, граѓански здруженија, синдикатот, експерти и меѓународни институции. Почитувани колеги, сметам дека наред е собранието да стави крај и побара одговорност на доведувањето на државата во ваква незавидна, подредена положба и да не дозволи донесување на законски измени со кои понатаму ќе се деградира и обезвреднува Република Македонија и нејзините темелни вредности. Накратко сакам да укажам на несоодветноста на законските измени. Да не забравиме, експроприацијата во начело е присилна мерка која го ограничува или го одзема правото на собственост на определена недвижност, било тоа да е земјиште или зграда, кои се во собственост на граѓаните или правните лица, а заради изградба на објекти од општ интерес за државата, односно за Република Македонија. Поради тоа, Законот за експроприација, тргнувајќи од уставните начела на загарантираност и неповредливост на правото на собственост, предвидени во случај на реализација на општи интерес за изградба на објекти и одземање на собственост на земјиштето, односно објектот на собственикот, треба да му се исплати правичен надоместок за неговиот имот, а не да му се дава закуп или временско сместување. Со предложеното решение се нарушува
уставните принципи на правичност и гарантирање на правото на собственост. Исто така, недопуштено е и спротивно на закон е да се смета како веродостоен доказ дека средствата за надоместок за експроприираните имоти да се обезбедат во вид на под наводници известување за планирани средства во буџетот. Ваквата измена ќе предизвика катастрофални последици и обезвреднување на правото на собственост. Известувањето за обезбедување средства не представува никаков материјален доказ во правна смисла, ниту релевантен доказ во судските постапки, каде очекувано собствениците ќе си ги штитат своите права. Наместо да се забрза постапката, ќе навлеземе во спорови и надоместок на штети кои ќе треба да ги исплатува државата на товар на граѓаните и на стопанство. Се прашувам, што не е добро во сегашните закони за експроприација? Да ве потсетам дека по тој закон се изградени капитални објекти од општи интерес во државата, во стопанството, образованието, урбанизмот, здравството, енергетиката и така натаму. Зошто коридорот 8 и 10 треба да се посебен инфраструктурен проект, да се форсира нетранспарентно, да се менуват неосновано постојаните закони на штета на собствениците на недвижностите? Не ли е клиничкиот центар исто така стратешки објект, меѓутоа за него не се донесе ваков специфичен закон? Очигледно е целта друга, на тоа знаеме, веќе кажа и моите колеги, профитерство, нетранспарентност, обезвреднување на собствените интереси на товар на граѓаните и така натаму. Слични констатации може да изнесам и по однос на предложените измени на Законот за урбанистичко планирање и Законот за градење. Предвидувањето на нови одредби за донесување на урбанистички проект за градба од општи интерес во кој покрај патиштата како град би од јавен интерес се наброени и железничките пруги, магистралните гасоводи и друго, не само што може да се подведат и реализират по постојните закони, се нарушува воспоставениот систем на градење на други објекти кои исто така беа и се категоризирани како објекти од јавен интерес за Републиката и се нарушува начелото на еднаквост и рамноправност во остварањето на општиот интерес. Не би сакал да се повторам со многу негативни коментари, мислења, реакции, што јавноста со право ги искажува во негативен контекст за начинот на донесувањето на измените на законите по скратена постапка со европското знаменце. Како собрание пратеници од кои се очекува да ја заштитиме и оправдаме довербата на народот, не треба да го поддржиме донесувањето предложените закони, како и начинот, постапката и довербата за изградба на коридорите 8 и 10 како неосновани и нетранспарентни. Во цело се согласувам и со констатациите и реакциите на пратениците и стратешките релевантни фактори, кои исто така се недвосмислени во оценката дека се работи за нетранспарентен процес кој го попречува и актуализира диалогот во собранието и со кој се злоупотребува европското знаменце за да се постигне целта. Благодарам.